Najnapred mu благодарам на Бога и на Света Петка што ме удостоија по многу години да се најдам во оваа сала повторно, сега на овие години, во слична мисија што ја имав пред многу години овде, кога се одржуваа часови по веронаука. Признавам дека сум изненаден малку од бројното присуство. Не очекував на ова време магловито луѓето да излезат надвор, но ова е знак дека она што го почнавме пред многу години со отец Александар Стојковски за веронаука, тоа продолжува и се развива се повеќе и повеќе. На прво место благодарение на отец Ивица Тодоров, кого го следам преку емисиите на телевизија што ги даваат, и да не одолжам со благодарење, да преминам на темата што ја избрав за денес, која според мене е суштината на целата евангелска порака и библиска порака што ни откриена нам од Бога преку Светото писмо Библијата, а подоцна до објаснето од светите оци на црквата, раководени од Светиот Дух. Затоа темата ја насловив како обожувањето како цел на човековото постоење и неговите библиски корени. Затоа што ова учење на црквата не е измислено од поединци, туку се корени во Библијата. И тоа од самиот почеток на Библијата. Јас, за да не се расплинувам многу, ќе се потрудам да се држам во рамките на ова време и иако обично зборувам слободно, не читам, но заради времето да не се оддалечам, а да го кажам она што најбитно, делови од моето излагање ќе го пренесувам и преку читање за да не се оддалечувам. Ќе треба да се цитираат повеќе библиски места и јас се сеќам во емисиите следат и објаснувања и на екраните има тие библиски места, но ние не сме подготвени сега за ова, па јас ќе упатувам на ќе ги цитирам тие места од Библијата, а клучните места ќе ги кажувам и да си ги запомните, но и да си ги нотирате, оти некои работи ние ги слушаме, ги помниме малку, а после ги забораваме. И затоа е добро тие клучни места од Библијата да си ги знаеме и да си ги повторуваме. Обожувањето на човекот како цел на неговото постоење е посочено уште во првата глава на Библијата, во стиховите 26 и 27, каде што авторот Мојсей го опишува создавањето на човекот, па вели: Бог Елохим на еврејски множина рече: ајде да создадеме човек според нашиот образ и подобие, како што сме ние. И Бог го создаде човекот според својот образ, според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. Истите зборови се повторуваат и во истата книга Прва Мојсеева, 5 глава, 1 стих, и во 9 глава и 6 стих, не значи само во првата глава. И во Псалмот 8 псалм, 5 и 6 стих, кај што се вели дека си го направил човекот малку помал од Бога. Во нашиот превод стои од ангел. Меѓутоа во оригиналот стои ихилоа, а тоа упатува на Бога. Значи човекот е создаден малку помал од Бога, но со слава и чест си го овенчал. Изразот овде, според образот, се однесува на даровите што Бог им го дал само на луѓето, меѓу сите негови созданија. Овие дарови се свеста, интелигенцијата, жета и стремежот кон Бога, а особено слободата која го прави човекот различен од сите други созданија, како и многу други дарови. Лишувањето на човекот од овој дар, слободата, значи лишување на неговото човечко достоинство, кое што е бесплатен дар
на неговиот создател Бог. Мудриот Соломон појаснува: Бог го создаде човекот за нераспадливост. За жал, во нашиот превод стои за вечност, што не е точен превод. За нераспадливост, автарсија на грчки. Кога читате, да не се збуните, зашто јас велам за нераспадливост, а тамо стои за вечност. Има разлика меѓу едното и другото. Тоа е Мудри Соломонови изреки, 2 глава, 23 и 24 стих. Тоа е добро да се забележа, бидејќи овој стих овде од Мудриот Соломон го цитираат и светите отци кога објаснуваат ова учење за Бога, особено светиот Атанасий Велики во неговиот спис за воплотувањето на Словото. Послушноста на Божите закони обезбедува нераспадливост. Кај нас стои бесмртност во преводот. Исто тука треба да се забележи тоа, значи има разлика меѓу нераспадливост и бесмртност. Човекот е создаден со можност да остане нераспадлив ако останеше во трајна заедница со Бога. Одвојувањето од изворот на животот од Бога после првородниот грев автоматски повлекува и распадливост, со тоа и смрт. Создаден според образот Божи, човекот е повикан да се здобие и со она што се именува подобие. Да стане сличен на Бога, односно да биде обожен. Создателот, кој е Бог по природа, го повикува човекот кој е создание да стане Бог по благодат. За некој од вас може би ова ќе биде изненадување, дека целта на нашиот живот е да станеме богови по благодат. Но Библијата, Светото писмо и Светото предание зборуваат јасно за тоа. За остварување на таа цел, Бог им го дал на луѓето сето она што е потребно за тоа. Рајот, дрвото на животот, дрвото на познавањето на доброто и злото и така натаму. Значи, човекот имал можност да ја оствари таа цел уште во почетокот. Но знаеме дека човекот, наговорен од ѓаволот преку змијата, сакал да стане Бог не во синергија со Бога, во послушност на Бога, ами егоистички, сам да го заземе местото на Бога. И поради тоа се случило она што сите вие го знаете, кои ги следите часовите по веронауката, падот и сите последици после падот. Но Бог во својата бескрајна љубов кон човекот, кој е круната на неговото создание, не го напушти својот првобитен план во однос на човекот и на светот и го испрати својот единроден син за да го обнови човештвото во неговата првобитна состојба и повторно да им даде на луѓето можноста да го достигнат подобието, богоподобието, а тоа е обожувањето, што е првобитниот план на создавањето, врвната цел и на воплотувањето на Словото, односно на Синот Божи. За жал, мал број луѓе надвор од црквата, но и голем број членови на црквата не ја знаат суштината на својот позив, позивот на светост и обожување како крајна цел на своето постоење, бидејќи за мнозина христијанскиот живот, животот на човекот се состои само во морално подобрување, во задоволување на некакви религиозни потреби и така натаму. Секако моралот е потребен, но тоа не е целта на животот, туку тоа е само средство за постигнување на целта. Сакам да предложам неколку текстови, неколку цитати од Библијата и од светотечкото предание на црквата, за да покажам дека учењето за обожувањето ја сочинува самата суштина на евангелската порака од Бога до луѓето и за нејзините библиски корени. Прво, Стариот Завет, секако.
Божјата заповед, повик кон светоста е дадена уште во Стариот Завет, имено во третата книга Мојсеева Левитска, глава 19, стихови 1 и 2, Господ му заповеда на Мојсеја велејки: кажи му на сето општество на синовите Израилеви: бидете свети, зашто сум свет јас, Господ вашиот Бог. Во глава 11, стихови 44 и 45 од истата книга читаме: јас сум Господ вашиот Бог, осветувајте се и бидете свети, бидејќи јас сум свет, и немојте да се осквернувате од сите гадови што се движат по земјата. Оти јас сум Господ, кој ве изведе од земјата египетска, за да ви бидам Бог. И така, бидете свети, зашто јас сум свет. И во 20 глава, стих 7 се вели: бидете свети, зашто сум свет јас, Господ вашиот Бог. Истата заповед е повторена во првото послание на свети апостол Петар, глава 1, стихови 15 и 16, кај што се вели: како што е свет оној кој што ве повика, така бидете свети и вие во сите ваши постапки. Оти е напишано: бидете свети, бидејќи јас сум свет. Напишано е. Значи, веќе е кажано тоа во Стариот Завет, а свети апостол Петар ги цитира овие зборови на Бога од Стариот Завет. И свети апостол Павле вели: грижете се да имате мир меѓу себе и светост, без кој не можете да го видите Господа Бога. Тоа е во посланието до евреите, 12 глава, 14 стих. Сега најдуваме на најважното место од Стариот Завет, во Псалмот 81, 81 стихови 1, 6 и 7, псалмопеецот Давид вели: Бог застана во собранието на боговите, на народот, меѓу боговите, и изрече суд. Јас реков: вие сте богови, сите вие сте синови на Севишниот, но како луѓе вие ќе умрете. Тоа е опомена да не се возгордеат синовите Божји, луѓето, дека ќе го заземат местото на Бога. Вие ќе се богови, но ќе видиме какви богови понатаму. Значи, и Мојсей ќе биде како Бог за неговиот брат Арон, неговиот толкувач, и се вели: и тој место тебе ќе му зборува на народот, и така тој ќе ти биде тебе уста, а ти ќе му бидеш Бог што го вдахновува. 2 Мојсеева, 4 глава, 16 стих. Малку потаму Бог, Јахве во оригиналот, му вели на Мојсеја: ете, јас те поставив да му бидеш Бог на фараонот, а твојот брат Арон ќе ти биде твој пророк. Темата за посинувањето е честа уште во Стариот Завет. Бог го почестува својот народ со титулата синови. Така, по наредба на Бога, Мојсей му рече на фараонот: вака вели Господ Бог: Израил е мојот син, мојот првороден. Тоа е 2 Мојсеева, 4 глава, 22 стих. Бог го користи истиот говор и во книгата на пророк Осија. И вели: кога Израилот беше млад, јас го сакав и од Египет го повикав синот свој, но колку повеќе ги повикував, толку повеќе се оддалечуваа од мене. Осија 11 глава 1 и 2 стих. Спореди Исаија 1 глава 30 стих, 1 глава 9 и Матеј 2 глава 15 стих. Значи истите зборови се повторуваат и во Новиот Завет. Зборувајќи му на сиот народ, Мојсей го подсетува: вие сте синови на Господа вашиот Бог. Тоа е 5 Мојсеева, 14 глава 1 стих. Подоцна,
кога избраниот народ почнал да ги прекршува Божите заповеди, титулата синови е резервирана само за оние што му останале верни на Бога, на праведниците, како што се Давид, Соломон и други. Види Псалм 88, 26 и 27 стих и втора книга Царевите 7-14 и така натаму. Сега одиме на Новиот Завет. Можеме да приведеме бројни текстови од Евангелијата и од апостолските списи, кои подоцна биле прифатени од отците на црквата како основа за нивното учење за обожувањето. Самиот Господ Исус Христос му зборува на народот како на богови, цитирајќи го Псалмот 81, стих 6, видете го тоа во Евангелието според Јован, 10 глава, 34-36 стих. Значи, и Господ Исус Христос ги повторува истите зборови од 81-иот Псалм. Бидејќи он, Логосот е авторот и на оние зборови што ги говори псалмистот Давид. Во списите на Евангелистот Свети Јован ја наоѓаме мислата за синовството и за сличноста со Бога. Вели, а на сите оние што го примија, на сите што поверуваа во Неговото име, им ја даде можноста да станат синови Божи. Јован 1 глава 12 стих. Гледајте каква љубов им дал Отецот, да се наречеме чеда Божи и такви да бидеме. Возлюбени, сега сме чеда Божи, но уште не се покажа што ќе бидеме. Знаеме само дека кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на Него. Оти ќе го видиме каков што е. Тоа е во првото послание на Свети Јован, 3 глава, 1 и 2 стих. Во посланијата на Светиот апостол Павле го наоѓаме библискиот поим за образот Божји во човекот. Во Римјаните 8 глава 29 стих и 1 Коринтијаните 3 глава 17. Идејата за нашето учество во нераспадливата бесмртност на Бога, 1 Коринтијаните 15:53, учењето за нашето посинување од Бога, исто така во Галатејаните 3 глава 26 стих, и сликата на човекот како храм на Бога, 1 Коринтијаните 3:16. Ескатолошката визија на Свети апостол Павле е карактеристична по славната состојба на човештвото по воскресението, кога ќе бидеме преобразени и обновени во Христа како глава. Римјаните 8 глава 13 и 23 стих и Ефесјаните 1 глава 10 стих. И кога Бог ќе биде се во сите, исто 1 Коринтијаните 15:28. Таа книга 15 од 1 Коринтијаните целата е посветена на воскресението. И главата, значи таа цела глава да знаеме, тоа е важна битна глава што треба да си имаме на ум кога треба да навлеземе подлабоко во пораките за воскресението библиски. Воплатувањето на Словото на Логосот, на Синот на Бога, Отецот е настанот кој го отвара патот за обожување на човештвото. Синот Божи, примајќи ја човечката природа во својата божествена ипостас, и ја враќа можноста да ја исполни целта заради која што била создадена, а тоа е подобието, сличноста со Бога. Поради оваа причина, Свети Максим исповедник изјавува: запомнете, времето што му претходи на Христа е време на подготовка за воплотувањето. Значи, целиот Стари Завет треба да го разбереме како време за подготовка за воплотувањето. Сличен одговор на тоа дава и Блажен Августин на ѓаконот Деограцијас, кој го прашувал што треба на моите ученици по веронаука да им предадам од Стариот Завет. Што треба да им остане? Одговора вели, целиот Стари Завет да го сватат на прво место како подготовка за доаѓањето на Спасителот на светот.
Обожувањето на човекот е една од последиците и на единството на двете природи, на Божјата и човечката, во личноста на Господа Христа, како што тоа го прецизира и Халкидонскиот собор 451 година. Со своето воплатување, Синот Божи стана брат на човештвото, за да го спаси, да го избери со својот Отец и следствено на тоа да ги усвои како своји деца. Синоптичарите, евангелистите Матеј, Марко и Лука, може би тука треба кратко објаснување на синоптичарите, ако не им е до сега објаснувано. Тројцата евангелисти Матеј, Марко и Лука се нарекуваат синоптичари. Тоа е затоа што ако се стават во колумни овие три евангелија, може човек да ги следи со еден поглед, синопсис, со еден поглед, колку тие си личат едно на друго, а не се сосема исти, сепак, нели? А тоа е доказ дека тие говорат вистината, иако не се договарале кога ги пишувале евангелијата. И затоа се нарекуваат синоптичари, односно евангелисти кои евангелија кои со еден поглед по колумни може да се споредат пораките во евангелијата. За да ги изрази односите на Бога со човештвото, Господ Исус се навраќа на метафората што му е својствена на Стариот Завет, но и дава една покомплетна и поинтимна смисла. Бог е пред се Отец на човештвото, како што е и Создател и Господ на небото и на земјата. И тука цитира евангелијата и Лука, и Матеј, и Марко. Во Новиот Завет има еден друг вид синоство, кое повеќе не е засновано врз расна привилегија, како што беше во Стариот Завет, а кое што е од духовна природа и кое треба да се заслужи. Значи, синоството веќе е дадено како можност за сите народи. За да го добијат тоа синоство, човечките суштества, кои се оддалечиле од Бога преку гревот, треба најнапред да го напуштат гревот преку покаяние, метаноија, и да се вратат кон Бога во полна доверба. Видете ја параболата за блудниот син. Сте читали и слушале и на литургиите, како тој се оддалечи од таткото, од отецот, и на крајот се освести и се врати при отецот, и параболата за митерот и фарисејот. Згора на тоа, треба да се верува во Евангелието, во радосната вест, Марко 1:15, да станат деца на царството на својот Отец, каде што праведниците ќе блеснат како сонцето. Напротив, синовите на царството, избраниот народ, кои станале неверни, ќе бидат фрлени во крајна темнина. Матеј 8 глава 11-12 стих. Но Спасителот, кој не е задоволен само со практиката на правдата, на своите ученици им наложува да одат уште подалеку. Тој не повикува на совршенство. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат, и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен, зашто Он го остава своето сонце да грее над лошите и на добрите и праќа дожд на праведниците и на грешниците. И на крајот вели, но бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Тоа е во беседата на гората, Матеј 5 глава 44 до 48 стих. Светиот апостол Павле во посланијата во посланијата на Светиот апостол Павле може да се види значаен напредок во учењето за синоството и за обожувањето. Привилегиите што првиот Адам ги загубил за себе и за потомството, вториот Адам, Христос, ги обновил во себе изобилно. И тоа, со својата смрт на крстот, Он ги уништи гревот и смрт. Со своето воскресение,
он го востанови новиот живот, види Римјаните 6 глава, и стана почеток првородениот меѓу мртвите, види Колосените 1 глава 18 стих, првороден меѓу мноштвото браќа, Римјаните 8 глава 28-29. За да можеме и ние да одиме во тој обновен живот, Римјаните 6.4, во тоа ново создание, ако некој е во Христа, тој е ново создание, вели апостол Павле во 2 Коринтијаните 5.17 и така, ние треба да бидеме според образот на Христа. Римјаните 8.29. Да бидеме спасени преку бањата на повторното раѓање, тоа е крштението, и да бидеме обновени преку Светиот Дух, види посланието до Тит, 3 глава 5 стих. Да бидеме мртви за гревот и живи за Бога во Христа Исуса, нашиот Господ, Римјаните 6 глава 11 стих. На тој начин, единството со Христа е условот и во исто време и средството за новиот живот и за спасението, обожувањето. Според тоа, не треба да не изненадува тоа што изразот во Христа, ен Христона, грчки, или неговите еквиваленти се појавуваат толку често во мислата на апостол Павле. Изразот во Христа понекогаш ја изразува и припадноста на мистичното тело Христово, а тоа е црквата. Остварена преку крштанието. И кај што се вели, сите вие кои се крстивте во Христа, се облековте во Христа, во кого нема ниту евреин, ниту грк, нема ни роб, ни слободен, нема ниту маж, ниту жена, бидејќи сите вие сте едно во Исуса Христа. Послание до Галатените, 3 глава, 26 и 29 стих. Блиското единство на Христа со верните се остварува со светите тајни, крштението и со миропомазанието, а се засилува со Евхаристијата, односно причесната. Види прво послание до Коринтијаните, 10 глава, 17 и 11 глава, 27 стих. Наследството на кое што христијаните имаат право и кое во сегашниот живот го предвкусуваат, тоа е вечниот живот. Тогаш секогаш ќе бидеме со Господа. 1 Солуњаните 4.17. Тогаш Господ ќе го преобрази нашето понижено тело и ќе го направи слично на неговото прославено тело. Филипјаните 3 глава 21 стих. Облечени во духовно тело, станати нераспадливи, ние ќе го видиме Бога лице в лице. Тогаш нашето единство со Бога, нашето обожување ќе достигне својата врвна точка. Заедно со Свети Јован и со апостол Павле и Свети Јован Богослов го гледа спасението како учество во нераспадливиот и благословен живот на Бога, придобиен преку единството со Христа. Неговото учење е полно со аналогии на светлината и на животот, кои се карактеристични за неговото учење за спасението. Бог е светлина, прво послание Јованово 1 глава 5 стих. Отецот има живот во себе. Јован 5 глава 26 стих. По падот на Адама луѓето беа во мрак, во темнина, односно под власта на лукавиот. Прво послание Јованово 5.19, бидејќи нивните дела беа лоши и гневот Божи беше врзнив. Во овој свет на смрт и на мрак се јави Словото, единородниот Син Божи, преку кого се станало. Јован 1 глава 3 стих. Во кого беше животот, 4 стих. И откако стана тело, 1 глава 14 стих, он се јави како живот и како вистинска светлина. Со своето воплотување, Словото на животот стана извор на вечен живот на луѓето, леп на животот, видите, Евангелието според Јован 6 глава 35 стих, кај што зборува за причесната,
и висинската лоза, која својот сок им го пренесува на оние што се соединети со него. Јован 15 глава 1 и 8 стих. За да имаме удел во божествениот живот што ни го нуди Господ Исус Христос, ние треба да се соединиме со него преку верата. Јован 3 глава 36 и преку повторното раѓање од вода и од Духот Свети. Јован 3 глава 5 стих и 1:13. Ова животворно единство на Спасителот со неговите ученици се остварува во Евхаристијата, причесната, која е новиот залог за вечниот живот. Видите пак, Јован 6 глава 32 до 38 стих. Секој што е роден од Бога, Јован 1 глава 13, или од озгора, 3 глава 3 и 7, и го има семето или никулецот на Бога во себе, прво послание Јованово 3 глава 9 стих, тој не може да греши, бидејќи е роден од Бога. Но, иако верните го имаат вечниот живот или едноставно животот уште во текот на овој живот, како и синовството, овие дарови ќе бидат откриени во сиот нивен сјај и полнота во Царството Божјо. Таму, пријателите на Господ Исус не само што ќе бидат секогаш со Него, за да ја созерцаваат Неговата слава, која што свети, туку ќе го видат Бога како што е Он и ќе бидат слични на Него. Видите, прво послание Јованово, 3 глава, 2 стих и Евангелието според Свети Јован, 3 глава, 3 и 5 стих и така натаму. И сега доаѓаме до Свети апостол Петар, кој во неговото второ соборно послание има една одломка која го резимира искуството на Свети апостол Павле и на Свети Јован Богослов и го појаснува нивното учење за спасението, обожувањето. Еве ја таа клучна одломка од Свети апостол Петар, второ послание, 1 глава, 3 до 4 стих. Неговата божествена сила, динамис или енергија, во оригиналот е динамис гречки, ни подари се што е потребно за животот и за побожност. А преку познавањето на оној кој не повика со својата слава и совршенство, преку кои ни се дарувани многу големи драгоцени ветувања, та преку нив, преку тие ветувања и дарови, да станете учесници во Божјата природа. Слушајте го ова. Да станете учесници во Божјата природа. Стигас кинони фисеос, во гречкиот оригинал. Ако се оддалечите од похотите на овој свет, што што значи? Стануваме учесници во Божјата природа, но ако се оддалечиме од похотите на овој свет. Во наредните стихови од 5 до 12, Свети апостол Петар, запомнете, 5 до 12, Свети апостол Петар набројува повеќе добродетели како услов за тоа да можеме да станеме учесници во Божјата природа. Значи, со помош на Божјата благодат или динамис или енергија, сила и преку практиката на добродетелите стануваме учесници во Божјата природа. Ова место бара објаснување сега. Од Јакова не го објасниме, мнози не го читаат ова место, многу одминуваат бидејќи како да станеме учесници во Божјата природа. Ние знаеме дека Бог е еден по природа и тројчен по ипостаси. Само Отецот и Синот и Светиот Дух ја делат Божјата природа, учествуваат во неа по природа. Како тоа сега ние да станеме учесници во Божјата природа? Сега овде е потребно едно клучно разликување. Значи, во Бога, запомнете, во Бога треба да разликуваме една природа фисис, усија или суштина, и три ипостаси. Отецот и Синот и Светиот Дух. Само
Отецот и Синот и Светиот Дух ја поседуваат природата Божја по природа. А ние, луѓето, можеме тоа да го оствариме и го остваруваме само преку Божјата сила или Божјата благодат. Значи, потребно е да разликуваме во Бога една природа, три ипостаси или лица, Отец, Син и Свети Дух, и благодата Божја, која понекогаш се нарекува динамис или сила или енергија, понекој пат се нарекува, именува и светлина и се доживува како светлина, таа сила Божја, или наједноставно речено благодат. Затоа учењето за благодата, православното учење за благодата е клучно за разбирањето на ова место кај Свети апостол Павле. За западните христијани кои благодата Божја третираат како твар создадена, нели, тварна, не може да ја разберат тајната на обожувањето токму поради тоа што учењето за благодата им е дефектно. И тоа е една од суштинските разлики меѓу нас и римокатолици и протестанти и така натаму. Значи, ова место запомнете го добро. Што ја го кажав, второ послание на Свети апостол Петар, стануваме учесници во Божјата природа и што е најинтересно, понатаму во продолжение Свети апостол Петар продолжува, нема ова да престанам да ви го повторувам, се додека не видам дека сте го добро сватиле. Значи, нема да престанам да го повторувам ова додека не го сватиле. И затоа, ова клучно место кај Свети апостол Петар е суштинско за да го разберете сето тоа на што до сега ви го изложив. Како ние можеме да станеме учесници во Божјата природа, односно да го стекнеме, да го добиеме сето она што Синот Божи, Господ Исус Христос го има како Син Божи по природа, а ние тоа сето наследство може да го добиеме како посините и чеда и синови и керки Божи, како што вели апостол Павле. И сега, на крајот, редно е да кажеме нешто од светите отци кои ова добро го разбрале и уште од најраниот период, уште од вториот век, веќе во своето учење го изразуваат. На прво место Свети Иринеј Лионски е за спомнување. Тој има еден прекрасен спис против ересите во 5 книги. Во третата книга во воведот тој вели Синот Божи стана син човечки, за да можеме ние синовите човечки да станеме синови Божи. Запомнете го ова место. Синот Божи стана син човечки, за да можеме ние, синовите човечки, да станеме синови Божи по благодат. Секако. Веќе малку понатаму Свети Атанасий Велики во неговото капитално дело за воплотувањето на Словото Пери Енантрописеос Тулогу, јас намерно го зелов ова дело на Свети Атанасий, бидејќи неговото учење за обожувањето и неговата мисла или синтагма, Бог стана човек за човекот да стане Бог по благодат. Значи, Бог стана човек за да може човекот да стане Бог по благодат. Тоа е кон крајот на ова дело, како заклучок на целата книга за воплотувањето на Словото. Значи, смислата на воплотувањето на Синот Божи, кој стана и син човечки, е да му овозможи на човекот да стане Бог по благодат. Тоа учење понатаму дополнува, продолжува ова мисла на Свети Атанасий, вели Синот Божи прими тело за ние да имаме представа за невидливиот Бог, бидејќи нашиот пат до Отецот е преку Синот. Господ Христос вели, јас и Отецот едно сме. Кој ме виде мене, кој виде Отецот. Значи, јас сум иконата и преку мене доаѓате до Отецот. И продолжува, вели, Синот Божи
претрапе понижувања и смејувања, за ние да имаме учество во нераспадливост. Она што го кажавме на почетокот, човекот создаден за нераспадливост. Значи, преку Синот Божи, ние пак можеме да ја наследиме нераспадливост. И тоа е практика во православната црква. Знаете колку светители ја стекнуваат нераспадливоста уште овде, во овој живот. Да водам сметка да не поминам тие 45 минути што ми се дадени на располагање. Ова мисла на Свети Атанаси Велики, да ви кажам дека понатаму е главна тема во мислите на светите оци, особено Свети Григорий Богослов разработува и понатаму сите свети оци речици, па и нашиот Свети Климент во неговите поуки, слова, житија, во сите проповеди негови кои се однесуваат на раѓањето Христово и во врска со празниците на Света Дева Марија, ги повторува зборовите на Свети Атанаси. Бог стана човек за ние да станеме богови по благодат. За Света Дева Марија вели, преку неа ние се обоживме. Во поуката за благовештение и за другите празници вели, значи, преку неа, преку Света Дева Марија, нам ни се даде можноста за да се обожиме. Мислам дека е добро да го цитирам и Свети Диониси Ареопагит, оти светите оци, може тоа да биде посебна тема за секој свети отец, може да биде посебна тема учењето негово за обожувањето. Но вака само бегло споменувам, ќе го спомнам и Свети Диониси во неговиот спис за црковната иерархија. Тој има и списи за небесната иерархија, за ангелскиот свет, но има спис и за црковната иерархија. И во тој спис тој вели дека Бог ја востановил црковната иерархија за да ги води луѓето, народот Божи, кон спасение и обожување на сите разумни и духовни битија. Тоа е во почетокот, првата негова глава, 4-тиот параграф. Значи, во книгата на Свети Дионисий Ареопагит за црковната иерархија, запомнете, да повторам, тој јасно вели дека Бог ја востановил иерархијата, епископи, свештеници и ѓакони, за да го водат народот Божи кон спасение и обожување. И затоа, ако ние не ви го тоа соопштуваме, како вие ќе го знаете која е вашата крајна цел и која е нашата крајна цел. Ако ние сериозно ја сватиме ова своја функција, овој наш аманет и цел на нашето постоење, тогаш мислам дека сета наша мисија е промашена. Кога црковната иерархија од сите наши цркви би го знаела ова и би го реализирала, не би имало проблеми на прво место меѓу нас, христијаните, не би имало недоразбирање. Човек кој е на пат на обожување и кој сака да стане совршен како што е совршен Отецот, да биде Бог по благодат обожен, нема да дозволи заради ситни и наети други работи да го промаши, да го пропушти она што е најважно во неговиот живот. Значи, би се смениле односите и меѓу нас лично, поединци, и во семејството, и во општеството, и меѓу народите. Но особено меѓу црквите. Гледате, ние се расправаме ко тоа кој е прв, кој треба првенство да има, од кого кој ќе ни биде татко, кој мајка, кој ова, кој она. Јас се уверувам дека кога сите би го имале тоа на ум, се би било решено. Бидејќи Светиот Дух и Бог не се раководи од границите и од
претензиите за добивање на власт овде на земјата и не се го ограничува според границите што ги поставуваат моćниците на овој свет. Светиот Дух действува таму каде што ние го призиваме и се молиме искрено, правилно. Затоа, драги мои, времето ми истекува, ако не е веќе истечено, според ова, но мислам, јас лично се држам оние рамки 45 минути што ми ги кажавте. Иако на оваа тема, право да ви кажам, може да се зборува многу. Може би, нескромно е да ви кажам дека јас 2006 година бев поканет на Православниот институт во Мелбурн, во Австралија. Цел семестар држав предавања на библиските корени на обожувањето. The Biblical Roots of the Doctrine of Theosis. Значи, во светот, теолозите, они кои се спремаат, а и луѓето, бидејќи на тие предавања доаѓаа не само студентите, туку и народ, како и вие што доаѓате на тие предавања. Значи, во православниот свет ова тема ја сваќаат сериозно. И затоа еве сега му благодарам на колегата Петко што ме покани да дојдам вечерва со вас да споделам ова, бидејќи мислам дека ако ја разбереме оваа порака што ве кажа вечерва, се другото ќе ни биде прифатено, сватено и разбрано се полесно. А Светото писмо, Библијата, ни ги кажува толку детално овие работи, оти ако детално зборувам само на се што е кажано тука, и за тоа ќе ни требаат часови и часови, денови и денови, но јас избрав така клучни места да ви ги посочам колку, како е една водилка, да имате предвид дека целото Свето писмо е напишано во тој дух и тоа е целта негова. Зошто Бог и писателите забележале нешто кое е од огромно значење, како што Свети Јован Богослов завршува своето Евангелие, кога би го напишал се поред она што Господ го направи и учеше, вели, верувам дека напишаните книги не би се собрале во целиот свет, но и ова што го напишав треба да ви послужи вам за спасение, да можете вие да... И тоа е доволно. Инаку, тешко некој дека може да забележи се што Бог направил и прави за нас. И затоа, уште еднаш благодарност што ми дадете можност да поговорам на оваа клучна тема и се надевам дека ова нема да биде само слушното од едното уво излезе преку другото, туку дека навистина ќе се потрудиме прво ова да го спроведеме во нашиот живот, но да им кажуваме и на други. Оти ние тоа што го правиме ние на овие часови, што се трудиме, еве му благодарам на отец Сивица кој продолжува ова да го работи сериозно. Запомнете дека сите ние во рамките на она што сме го сватиле правилно, сме должни да поучиме други, да им кажеме. Таму некаде ако не сме сигурни, подобро и да не зборувате. Подобро човек и да не знае нешто за Бог, отколку погрешно да го знае. Оти погрешното знаење е многу поопасно од незнаењето. Но и незнаењето не ослободува. Не може да се рече, не знам јас. Ние сме должни, особено ние кои сме се крстиле и облекле во Христа преку крштението, ние сме должни ова да си го надополнуваме нешто преку часовите, како и овој, друго преку читање на Светото писмо и дома, но запомнете дека и Светото писмо, ако го студирате, читате, независно од црквата, можете пак да заскитате. И тоа е многу опасно. Јас се сеќавам, кога служев во Свети Ѓорѓи Криви дол, горе, отец Ивица се сеќава, може би од вас има некој, дојде едно момче од Холандија, македонец, таму сектите му дале да чита Светото писмо и почнал да чита Светото писмо и ми вика, отец, вика, дури сега полуде, вика. Не можам, не знам, вели, не можам ништо да сватам од ова, вели. Не знам на што да се задржам. Затоа црквата е раководното начело
во разбирањето на Светото Писмо. Значи, не е доволно само да се чита, а тоа треба да го правиме, не да чекаме се некој друг да не објаснува, а таму кај што ќе запнеме нешто не ни јасно, еве, тука се овие часови и свештениците кои треба да помогнат да се дообјаснат тие места. Уште еднаш благодарам.